Добро, ви благодарам, почитувани представници на медиумите. Дозволете да ви известам дека заболената пациентка е добра, се наоѓа во добра општа состојба, сместена во делот за интензивна нега и изолација на инфективната клиника, како што кажавме претходно, има лесна форма на болеста, зафаќање само на едното белодробно крило, не е потребна механичка вентилација, ниту пак некоја форма на интензивна терапија. Идентификувани се сите патници кои што патувале со неа. Станува збор за комбе во кој што биле 9 луѓе, 8 патници и 1 возач. Тие се идентификувани на 2 места во Скопје, заедно со роднините на пациентката кои што ја пречекале, и 3 места во Струмица. Во овој момент веќе се упатени екипи на епидемиолози заедно со представници на Министерството за внатрешни работи да се направи соодветната анкета по напред утврден прашалник кој што е во регуларниот пристап кај епидемиолозите за дознавање на податоци со кои се лица овие патници комуницирале денеска во текот на денот. Врз основа на тие податоци, најпрво вечерва сите ќе останат во домашна изолација под полициски надзор, како што е тоа предвидено во протоколите. Врз основа на податоците со колку луѓе контактирале во текот на денот и колку имат членови на семејствата во куќите, ќе се одреди дали ќе продолжи домашната изолација или во текот на утрешниот ден ќе бидат префрлени во претходно одредените инфективни оделенија за надзор. Сакам да упатам уште еден апел до јавноста дека нема простор за паника. Имало и порано епидемии и сега има епидемиски грип, нема потреба од снабдувања, од дополнителни залихи, она што може да го прочитам по јавните мрежи. Утре во текот на предпладневните часови со оглед на овој настан кој што го имаме за вториот форум здравствен форум во нашата држава, во зависност од тој распоред ќе го утврдиме тајмингот за првиот следен брифинг, меѓутоа сигурно ќе биде во предпладневните или ранните попладневни часови. Ви благодарам. Министра, јас сум Фери Ганилјази од Евроньюс Албанија. Моето прашање е во однос на конкретниот случај потврден. Како успел да помине на граничниот премин Табановце, дали кога и ги направиле прашалниците, кажала дека била болна од претходно, била подолго време во Италија? Очигледно дека не одговорила. Ние разговаравме и со представници на граничната полиција, значи спроведено, граничните полицајци се и соодветно облечени со ракавици и заштитни маски. Очигледно дека пациентката не кажала вистински податок, инаку би било интервенирано на самиот граничен премин. Уште еднаш ќе го упатам апелот, мора совесно да постапуваат патниците и граѓаните. Мора да ги кажуваат вистинските информации, да одговарат вистински на прашањата кои што им се поставуваат.